Со овој амандман барам доста високи средства од предвидените средства за купување на оружје да се одвојат за зголемување на капацитетите на институциите за згрижување на деца од предучилишна возраст, но и не само во поглед на градење на градинки, туку и во поглед на вработување на стручни кадри кои што треба да се грижат за овие деца во овие објекти. Состојбата е ужасна во овој домен. Проценките се некаде дека 4000 деца чекаат за упис во градинки во Скопје. Не знам како е во другите градови, но во Скопје, особено во општина Кисела Вода и во општина Аеродром, оваа состојба е веќе алармантна. Дури во група има по 35 до 40 деца со само една негувателка. Тоа е неприфатливо, не е добро ни за децата, не е добро ни за родителите, кои што ги праќаат тие деца во тие градинки, кај што од најмала возраст почнуваат да развиваат вештини, кои што понатаму треба да се изградат во единки кои што ќе бидат од корисни единки за ова општество. Затоа и овие средства ми се поделени во две ставки, практично и двете се во Министерството за социјална политика. Едното е по подпрограмата за пренесување на надležноста на ЕЛС, на единицата на локална самоуправа, а другата е во категоријата капитални расходи, градежни објекти, во програмата за изградба и преминување на одржување на објекти. Сметам дека конечно треба да се направи еден баланс помеѓу социјалната потреба во општеството, како што е овој домен на згрижување на деца од предучилишната возраст и она што го имате предвидено, почитуван заменик министре, за купување на оружје. Навистина, значи, згрижувањето на деца е јавна услуга и сега со оваа состојба овие бројки не се и реални ако се земе во предвид дека многу од родителите одлучуваат своите деца да ги пратат во приватните градинки, затоа што едноставно нема место во државните градинки, а цените во приватните градинки се многу повисоки од оние во државните. Се сомневам дека квалитетот е нешто подобар, но тоа е едно друго прашање. Но на овој начин, со тоа што го запоставувате практично со години овој проблем, вие го поттикнувате приватниот бизнис со оваа јавна услуга, што е во најмала рака не е фер за една социјална држава како нашата, со држава која што има исто проблем од аспект на демографијата, и сега ние наместо да ги стимулираме младите брачни парови дека нивните деца ќе бидат згрижени во државните градинки, ние практично ги дестимулираме да оформат семејство и да имаат новородени деца. Сметам дека овој амандман ќе придонесе за тоа сериозно да се зафатите и да изградите поголем капацитет во оваа област. Благодарам.